овата категорија беа 5 борачи, тој се бореше 3 борби победи и сега има уште една борба со наш борач исто така од Македонија. Се македонски дуел сега на Меѓутоа имаше многу интересна борба претходно со бугарскиот репрезентативец кој е на следниот, на другиот душик и имаше тешка борба во првата рунда, меѓутоа втората рунда успеа да го победи. Меѓутоа Егоров е многу квалитетен борач и рековме минатата година го освои Европското првенство, беше најдобар во својата категорија, меѓутоа во категорија до 57 кг да не забораваме, а сега настапува до 60. Да, ова е борба во 61 кг категорија. Сега се уште нема поени, гледате? Да, се уште гледате како се бори борачот, колку цврсто стои на нози и тука се уште нема. И тоа Сейди има само 18 години. Да. Мора тоа да се потенцира. Еве гледате ова акција што викаме Aufreiser, значи тоа работи малку повисоко, награди, многу ефикасно, скоро цело време во текот на надпреварите го работеше тоа. Егоров е исклучително квалитетен и за 10 дена ќе наполни 28 години точно на Европското првенство во Будимпешта минатата година, злато 2019 во Букурешт, бронза на медитеранските игри во Оран 2022 година, исто така бронза, извонредни резултати во името на Македонија. Да. Одлични резултати и прво и како човек, како спортиста е прекрасен затоа што тој всушност е регистриран за боречки клуб Балканец и тука се движи по Штипи, така е многу испочитуван скоро од жителите на Штипи, со радост го прифаќаат и сакаат да поразговарат со него, да го видат. Знаеш, сепак се работи за исклучителен за европска звезда во борење. Да. Нешто што е многу важно. Тој, инаку, јас така се занимавам сега што викаме на стари години со некој боречки клуб имаме во општина Карбинци и кога го освои првото место, дојде и не посети, да го испромовира, да го видат децата, да се сликат со него, мислам дека беше што многу убав, важен спортски момент. Многу важен момент. Со многу радост децата се сликаа со медалот со него и така поразговаравме. Им кажа како треба да се успее и што треба да се прави, мислам дека како еден неговото искуство е драгоцено. Да, промотор фактички на борењето и пред се и на македонското. И така да гледате, има една тактика, техника, тоа е руска, приот од страна од рака. И тој еве сега и нашиот другиот борач исто да го прави. Сейди. Значи се гледате како се труди да улови раката од страна. И после тоа е една као руска техника ја кажува, ние така ја учевме, бидејќи од еден наш пријател од Русија Шахмурадов тука при демонстрација ние демонстрираше, ние понатаму ја работевме од ова што е многу интересна и дава добар резултат во однос на тоа. Тие се мали категории. Тука гледате дури многу слично со претходната борба. Тука битката ми е на раци, ќе застанат и мора да се признае дека Арбен Сейди добро се држи со еден шампион како што е Егоров. Изминува цела рунда, а тој, значи, резултатот е 4-0. Сейди во црвено, мора да напоменеме. Да, тоа е исто едно правило, ќе забележат гледачите дека едниот во црвено, едниот во плаво. Во сино, да. А другото, судиите, гледате на рацете исто така имат се означени. За да се знае каде оди поенот. Да ги споменеме да не ни се налутат и нашите селектори, Данов Бобан и Аба Семини. Аба Семини е моја генерација. Данов Бобан е мој борач, еден од поуспешните, беше медалист од кадетските првенства, успешен беше на Европското првенство со Егоров, така да се работи за исклучително двајца многу квалитетни тренери, едниот од Балканец, другиот од Лилија. Всушност каде може би се најдобрите боречки школи, заедно со Радовиш, со Кочани и со останатите градови во Македонија. За тоа што зборувам и значи гледате каков приот и скоро двајцата идентично ги имат. Да, таа школа што се негува сега со присуството на Егоров и од претходно практично. Тука уште 2 поена му доделија. 6-0 за Егоров. Очекувана доминација. Да. Знаете како без подценување кон Арбен Сейди во секој случај, бидејќи момчето одлично се спротивставува. Се гледа дека се работи за квалитетен, меѓутоа искуството и мотивиран. неверојатно искуството и знаењето на Егоров.
И мислам дека ова ќе значи многу. Завршува борбата. Тоа е, значи, кога ќе се направи разлика од 10 поени, тогаш завршува. 10 поени или 10-0? Разлика 10 да има. Да има 10 разлика. Так. Значи разликата може да биде јасно кристално за гледачите 10 кои разлики, 10 прв пат следат борење. Очекувана победа на Владимир Егор.